Премиерот Христијан Мицкоски и овој пат во Брисел ги повтори цврстите ставови во врска со македонската евроинтеграција. Тој на состанокот со претседателот на Европскиот совет Антонио Кошта во пријателска и прилично продуктивна атмосфера истакнал дека останува на македонските единствени позиции кои, како што нагласил, се навистина позиции достоинствени после сите оние понижувања кои што ни се случија во минатото. Воедно тој со високиот функционер од Брисел разговарале и за проекти што се за Македонија стратешки важни, како што е гасниот интерконектор со Србија и крак на гасниот цевковод кон соседно Косово, како и за тарифите за челикот и челичните производи на македонските производители. Комесарите од Брисел денеска ги оценуваат државите вклучени во евроинтеграциите. За евробирократите највисока оценка заслужи Црна Гора. По неа според оценката на Европската Унија следуваат Албанија, Молдавија и Украина. Македонија пак е рангирана пониско од нив и добила оценка тројка, наспроти петката на Украина. Ако се чита извештајот, јасно е дека оценката официјално Скопје може да ја поправи со прифаќање на барањето на Софија да се промени уставот и да се вклучат бугарите во него. Инаку во извештајот сме пофалени дека има економски напредок и дека пред се сме 100% усогласени со надворешната и одбранбената политика на Европската Унија. Локалните избори завршија. Државната изборна комисија ги соопшти првичните официјални резултати. Не се очекува поднесување на жалби од страна на учесници во процесот, што значи дека наскоро првопласираните ќе бидат и официјално прогласени за избрани на изборите. Од друга страна, поголемиот број на кандидати кои победија во првиот изборен круг веќе заседна во градоначалничките фотели. Граѓаните јасно пратија една порака преку гласачките ливчиња, а сега преку социјалните мрежи испраќаат и нова порака. Доаѓа време за вистинска работа на новоизбраните градоначалници. Доста е парадирање, славење и кажување дека ќе го направат ветеното. Засукајте ракавите и да видиме на терен како се подобруваат работите кои инаку се катастрофални. Искуството низ годините наназад покажува дека ниту половина од ветеното градоначалниците не го исполнуваа. Овој пат тоа не смее да биде така. Дебело се платени за да си ја вршат работата и тоа треба да почне веднаш, потенцираат граѓаните. Граѓаните на Македонија на изборите јасно покажаа на повеќето политички актери дека се многу незадоволни од нивното работење. Некои партии дури беа и жестоко казнети на гласањето. Но пораката е и до сите други, особено онаа порака која ја пратија граѓаните кои не излегоа на гласање или пак гласаа, а всушност го поништуваа гласачкото ливче. Таквите ги имаше најмногу досега. Ова веќе не е апатија, туку еден вид на отпор кон политичари кои само редат празни ветувања и не работат за доброто на Македонија. Колку ова ќе биде анализирано во партиите, всушност дали овие избори се веќе пресвртница за некои партии, тешко дека ќе опстанат на политичката сцена. Впрочем, политичката историја на Македонија кажува дека дури и партии како Демократска алтернатива на Васил Тупурковски или Либералната партија на Стојан Андов завршија неславно како и ПДП во албанскиот блок. Да не ги спомнуваме маргинализираните ЛДП, НСДП, ДОМ, Демократски сојуз, ДПА, ГРОМ, ВМРО, НП, Обединети за Македонија. Граѓаните толку силно мавнаа што светла иднина нема ниту некогаш големиот СДСМ. Од друга страна, има граѓански иницијативи кои собираат потписи за формирање на нови партии. Инаку сега во Македонија има активни околу 60 партии. Граѓаните изгледа се решени да ги прорачат, а да формираат замена за нив. Скопските улици вчера повторно сведочеа за загубен живот во сообраќајна несреќа. Среде бел ден во центарот на градот загина пешак кој преминувал булевар со велосипед. На него налетало возило. И ова се случи само еден ден по друга сообраќајка во центарот на Скопје кога беше прегазена и тешко повредена една жена. Страшно. Ова се случува ептен пречесто во главниот град. Бројни се загинатите и тешко повредените лица. До кога сообраќајната некултура ќе зема жртви? Зарем толку се нескротливи здивените возачи, па со нив не може да излезе на крај целиот полициски и судски систем?
Ова се прашањата што се погласно ги поставуваат скопјани. Тие бараат полицијата да биде присутна на скоро сите попрометни места и црни точки низ градот. Во дневните извештаи на МВР се гледа дека се изрекуваат многу казни, но очигледно тоа не е доволно вразумувачко за многуте неодговорни возачи. Време е и казните да станат повисоки, односно построги, посочуваат граѓаните на социјалните мрежи. Председателот на Собранието Африм Гаши денеска се сретна со дел од неговите претходници Тито Петковски, Саво Климовски, Никола Поповски и Трајко Велјановски. Тој во објавата на социјалните мрежи нагласи дека ова била посебна средба, прва од ваков вид, со институционален карактер, каде што споделиле вредни искуства и идеи за еднината на Собранието. Гаши информираше дека на средбата било предложено основање на неформален совет каде ќе се разменуваат идеи и искуства без политички влијанија. Синоќа во Охрид започна традиционалната школа за млади лидери под покровителство на поранешниот македонски председател Ѓорѓе Иванов. Ке трае до 7 ноември, 16-та поред. Програмата е комбинирана онлайн и со директно присуство, а годинешната главна тема е Младинска агенда за одржлив развој. Српскиот председател Александар Вучич синоќа објави дека безбедносните служби во државата се во потрага по двајца снајперисти кои пристигнале во Белград. Кои се тие и кои им се целите не знаеме, но знаеме дека пристигнале, знаеме и од каде дојдоа парите. Верувам дека надлежните служби ќе успеат да го решат тоа, изјави тој. Во овој контекст Вучич рече дека постои само еден начин на кој може да го победат, бидејќи добро знаат дека на избори не можат. Во бугарската нуклеарна централа Козлодуј избувнал пожар во енергетската просторија на безбедносниот систем на 5-тиот блок, што предизвикало итна евакуација на работниците на електраната. Поради густиот чад во просторијата повикана е противпожарна служба, а се превземаат мерки за замена на оштетената опрема. Официјално надлежните во Бугарија објавија дека ситуацијата е под контрола и дека нема опасност за луѓето. Руското министерство за одбрана соопшти дека противвоздушната одбрана синоќа пресретнала и уништи 85 украински дронови. Сепак, при напад со 2 дрона оштетена е петрохемиска фабрика во градот Стерлитамак. Од друга страна, руската војска силно притиска на фронтот околу стратегиското место во регионот Покровск, каде значајни украински сили се опседнати од сите страни. Во септември 2025 година, според проценките на Евростат и Статистичката канцеларија на Европската Унија, 13,24 милиони лица во Европската Унија биле невработени, што во споредба со истиот период од минатата година е зголемување за 277.000. Зголемен е и бројот на невработени во однос на август оваа година за 63.000 лица. Финансиската криза во некои од земјите во Европската Унија се гледа и од стапката на невработеност кај младите под 25 години. Таа изнесува 14,8%. Повеќе од 3,2 милиони патници во САД се погодени од доцнења и откажување на летови, бидејќи бројот на отсуства меѓу контролите на летање постојано расте. Само во понеделникот биле забележени речиси 2900 одложени летови. Околу 13.000 контролори на летање и 50.000 службеници од Управата за безбедност во сообраќајот се принудени да работат без плата, затоа што се уште во Конгресот не е изгласан буџетот. Австралија ќе им понуди на домакинствата најмалку 3 часа бесплатна електрична енергија секој ден, изјави австралискиот министер за енергетика Крис Бовен. Граѓаните ќе може да користат бесплатна енергија добиена од сонцето во периодите на најголемо производство, главно во средината на денот. Во Австралија околу 4 милиони домови веќе имаат соларни панели на своите покриви. Програмата ќе им биде достапна и на станарите во згради кои немаат своји соларни панели, под услов да имаат паметно броило и да ја прилагодат потрошувачката на енергија на средина од денот. Кина и Русија ги продлабочуваат врските и соработката. Кинескиот председател Си Џинпинг се сретна со рускиот премиер Михаил Мишустин,
и повика на посилни меѓусебни инвестиции и ја потврди посветеноста на Пекинг на подобрување на врските и покрај турбулентните надворешни околности. Заштитата, консолидирањето и развојот на односите меѓу Кина и Русија е стратешки избор за двете страни, рече Си. Од друга страна, Кремљ го нагласи значењето на посетата на Мушистин во време кога Русија е под западни санкции поради војната во Украина и се стреми да го сопре неодамнешното забавување преку трговијата со Кина.